Денес во Охрид имам за цел да изјавам една голема работа што се односува на здравството. Во цела Република Македонија имаме определено буџет од 33 милиони евра за набавка на најсовремени медицински апарати во сите болници. За петата изборна единица имаме за набавка 930 медицински апарати во сите болници во општините во петката, кои што ќе чинат 6,5 милиони евра. А од нив 3 милиони евра се наменети за охридските болници и здравствени установи. И она што сакам со особено задоволство да го најавам, тоа е целосна обнова и реконструкција на клиничката болница во Битола, целосна обнова и реконструкција на Свети Еразмо, завршна фаза на реконструкцијата на болницата за кардиоваскуларни болести и исто така завршна фаза и опремување со апарати на болницата во Кичево. Цела пета изборна единица од овој момент натаму ќе проложи со силни инвестиции во здравството и ќе нуди многу поквалитетни здравствени услуги за сите наши граѓани. Благодарам. Повелете се ви Јас би сакал нешто да кажам за нашата општа болница во Охрид. Како директор 9 години имавме тешка задача да дојдеме до оваа болница која веќе не е општа болница на градот, веќе е регионална болница. Значи од 2010 година се почна со реконструкција на болницата. Имавме доста проблеми, али сепак сум горд да кажам дека накрај ги надминавме. Веќе имаме еден оперативен блок кој е во вредност од 5 милиони 400 илјади евра, кој натре опреме со најсовремена опрема. Имаме 6 операциони сали кои функционираат, посебен оддел кој е за гинекологија, посебен за хирургија, за урологија, за ушни заболувања и посебен на третиот спрат посебен оддел на операционни сали. Можеме да се гордееме со една болница која има највисоки европски стандарди и може да дава услуги од најсовремен тип. Извини. Особена ми е чест да кажам дека бев дел од тимот на успешниот тим на ЈЗ Општа болница Охрид, кој во изминатиот период заедно со владата на Република Македонија и ресорното Министерство за здравство успеа да направи повеќе од регионална болница, болница која можеби во регионот е една од најсовремените. Во програмата на ВМРО ДПМН, како во изминатиот период, така и во периодот кој следи од програмата Реално, многу проекти се започнати и ќе бидат довршени, затоа што се овие предвремени парламентарни избори. Нашата изборна програма 2014 година беше концепирана да трае до 2018 година, но под притисок на опозицијата, ние сега имаме ситуација на предвремени парламентарни избори и програма Реално која треба да оди од 2017 до 2020 година. Еден од главните сегменти на владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе биде столбот на здравството. Сигурно, безбедно, бесплатно, достапно за секој граѓанин во Република Македонија. Со гордост можам да кажам дека бев и дел од тимот на изготвување на програмата Реално во сегментот на здравство и како председавач на интерпартиската парламентарна лоби група во Собранието на Република Македонија за изготвување и предлози за програмата за лица со посебни потреби. Ке дозволите, пошто овде имам еден поголем и позамашен список на нови медицински апарати, ќе набројам само многу мало кои треба да дојдат во регионот на Охрид, односно во ЈЗ Општа болница Охрид, во ортопедија и травматологија Свети Еразмо и во болницата за кардиоваскуларни заболувања. Вие знаете дека тие две болници се веќе во завршна фаза. Значи се предвидуваат околу 344 нови медицински апарати во специјалната болница за ортопедија и травматологија во вредност од 1 милион 892 илјади евра. Тоа се, значи, ќе ви ги набројам: пенант за интензивна нега со можност за поставување на монитор, инфузори, перфузори, додатна опрема за интензивна нега и 13 медицински апарати кои ќе бидат исклучиво наменети за оперативните сали.
Во ЈЕЗ Општа болница Охрид наменети се 705.000 евра, 101 нов апарат во нашата болница, Општа болница Охрид. Тоа се ректоскопи, автоклави, хируршки инструменти за гинеколошки апарати, апарат за ехокардиографија 4D со кардиолошка сонда, два апарати за механичко мење на инструменти, абдоминална и трансректална ултразвучна сонда со портабл 3D ехо, лигашур, апарати за ехокардиографија и многу апарати кои во следниот период ќе служат на нашите пациенти, нашите сограѓани. Сакам да кажам дека во Заводот за превенција, лекување и рехабилитација за кардиоваскуларни заболувања се предвидени дополнителни 355.000 евра. Тоа се апарати за ехокардиографија, 2D, 4D со трансезофагеални сонди, монитори со централен континуиран хемодинамски мониторинг, апарат за диализа, плазма стерилизатори, многу најсовремени апарати од светската медицина. Во здравствениот дом се предвидени 37.000 евра со 5 нови апарати и можам да кажам дека ќе се набави уште едно амбулантно возило од страна на ресорното Министерство за здравство, кое ќе служи за потребите на оваа болница. Тука не застануваме, сметаме дека со надополнување и на медицинскиот кадар, затоа што тоа е процес на дополнување на лекари, имаме многу вработувања, многу луѓе на специализација, така сметаме дека и во наредниот период успешно ќе го водиме здравствениот сектор во Охрид и пошироко. Благодариме. Може? Заводот за кардиоваскуларни заболувања од Охрид е една од поуспешните приказни во системот на јавно здравство на Република Македонија и институција која во последната деценија бележи тренд на постојан раст и развој, како во бројот на услуги и волумен на работа, така и во бројот на нови воведени методи, постапки и процедури. Сето тоа беше забележено од страна на Министерството за здравство на Република Македонија и владата на Република Македонија, која што во изминатиот период од 10 години постојано вложуваше во ова здравствена установа, а тоа го прави и денес со една од поголемите инвестиции во овој завод, а тоа е обезбедување на нови простори кои што ќе бидат сместени во рамките на сегашната специјална болница за ортопедија и травматологија како посебен клинички одел, каде што ќе бидат опремени нови одели, пред се оделот за амбулантно поликлиничка дејност, интензивна нега, оделот за интервентна кардиологија со електростимулација и електрофизиологија и се разбира нов болнички одел за општа нега, нешто што во сегашните услови во кои што работи Заводот за кардиоваскуларни заболувања, со тој тренд на постојан раст на бројот на услуги и бројот на пациенти, значи не можеше да се задоволи. Ваквите активности, односно ваквите инвестиции на Министерството за здравство и владата на Република Македонија и понатака ќе продолжат во сите здравствени установи во Охрид и во целиот овој регион, а се согласно на развојот на овој регион во здравствена смисла, бидејќи знаете дека после Скопскиот регион, овој регион беше еден од најразвиените на здравствената мапа на Република Македонија. Благодарам.